Конфедерацијата на синдикални организации и здруженија денеска поднесоа предлог закон со кој бараат отпишување на долговите за комунални услуги за физички лица, почнувајќи од 31 декември 2014 година. Според предлагачите, станува збор за над 85.000 семејства кои плаќаат за останати долгови кои воопшто не треба да се плаќаат. На овој начин би го олесниле буџетот на граѓаните и би го забрзале платниот промет во Македонија. Денеска, донесовме еден многу интересен предлог во Собранието на Република Македонија. Предлог кој сметаме дека е историски за луѓето што живеат на територија на Република Македонија, за илјадиците, стотиците илјади загрозени луѓе од извршни одлуки кои не можат да преживеат ден за ден. Луѓе кои не можат да го врзат секојдневието со минимални средства за живот, токму поради исплаќање на виртуелни долгови кон извршители. Значи се работи за закон, односно предлог закон кој ние го предаваме на претениците денеска во Собранието на Република Македонија, во архивата, во кој закон ние предлагаме отпис на сите долгови кон физичките, односно за физичките лица од 31 декември 2014 година наназад. Значи се работи за отпис на долгови кон комуналните предпријатели, комуналните услуги. Значи се работи за долгови поврзани со електрична енергија, со грејење, топлинска енергија, со телефонија и со телефонија, тука спаѓаат и вода, значи водовод, за одржување на становите и куќите, значи долгови поврзани со предпријатијата кои или АДЕ или приватните фирми кои се грижат за чистотата, со што на овој начин би го олеснале буџетот на граѓаните, би го забрзале платниот промет во Република Македонија, би тие луѓе, значи на кои би им било отпишано тоа за кое дури не се ни сеќава дека се должни, кои не можеле да го исполнат. Јас сум сигурна дека 90% од физичките лица немале можност да го исполнат, да ја исполнат обврската на редовно плаќање. Значи, се да го милале долговите, се зголемиле долговите, така да во овој момент тие плаќаат виртуелни или би плаќале виртуелни долгови. Ако ова се реализира, се надеваме на разбирање од страна на претениците, дека ова ќе се реализира под итно, значи дури и во овој септември, луѓето би можеле да размислуваат и за редовно плаќање кон овие доверители. Тие не се согласуваат со законското решение кое што го предложија неколку пратеници, со кои се предвидува отпис на каматите на наплатата на долговите за кои има правосилна судска одлука или решение за извршување. Со тој закон се предвидува да се отпишат само каматите, но не и наплатувањата кон нотарите и извршителите. Овој закон многу се разликува од тој закон. Овие здруженија најавија дека ќе побараат и од премиерот Зоран Заев да достави препорака до јавните предпријатија за тие да донесат одлука за отпис на каматите на останатите долгови.